М, За жал, одговорот е дека многу тешко преживуваат, односно дека не преживуваат. Мојот одговор би бил не. Дали преживуваат студентите? Не. Од амфитеатрите до студентските домови, од учебниците и мензите до школарината, превозот, платите на родителите. Колку чини студентскиот живот? Одговор на ова прашање може да се даде од повеќе аспекти, почнувајќи од квалитетот на образованието, понатаму од финансиски и социјални аспекти, недостаток на инфраструктура, недостаток на некои услуги кои што ги имаат студентите пример од другите европски држави. Студентскиот живот има и добри и лоши страни. Но кога би ја тргнале дружбата настрана и би ги ставиле условите за живот во преден план, мојот одговор би бил не. Сметам дека студентите во Македонија во одредени аспекти во добар дел не преживуваат под наводници, односно нивниот живот е исполнет и со исто така многу можности отколку неповолности. Ми сметам дека кога ќе ги споредувам, затоа што јас сум студент кој моментално студира во странство во Словенија, Љубљана конкретно, има голем дел на работи кои се поклопуваат во однос на образование, квалитет, кадар, можности, меѓутоа и некои постојат и разлики во кои македонските студенти подобро ги владеат некои карактеристики, меѓутоа има и разлики каде што самата структура и начинот на изведување на образование или културата која опстои е различна и помалку развиена во одредени сегменти. Но исто така недоволен број на можности за развиток, за личен развој и за професионален развој надвор од студентската програма, така што кога би се собрале сите овие можности, можеме да кажеме дека да, тешко е да се преживее како студент во Република Северна Македонија. Сметам дека студентите генерално кај нас не се толку ќе речам иземени од квалитетно образование колку што не им се понудени доволен број на ресурси. Затоа што владеат, да речеме, не владеат, уживаат можности, уживаат квалитетно образование, многу повеќе се развиени во однос на искажување на својот став, во однос на желба за соработка, дали е преку невладени организации, дали е преку студентски собрања, не е важно. Важно е дека има желба за работа. Меѓутоа, кога станува збор за достапност, односно пристап до ресурси, тука се малку, според мене, ограничен. Да, студентите кај се соочуваат со голем број предизвици, како што се например финансиските предизвици кои што фаќаат големи трошоци кои што ги имаат студентите во текот на студирањето. Дури во едно истражување пишува дека една година за студирање во Скопје кошта околу 2000 евра, а тие трошоци опфаќаат за пишување на семестар, трошоци за школарина, за купување на учебници, за пријави, за останати помагала за во текот на студиите, понатаму трошоци за сместување, односно и за ситуација што има во студентските домови, трошоци за храна, за студенти кои што патуваат до другите населени места. Најголем предизвик за невработените студенти и родителите кои ги финансираат е да успеат да се пронајдат во студентските домови кои не баш имаат услови за живот, а не секој студент може да си дозволи живот во стан. Ако ме прашате мене, што е најважното нешто кое моментално што ми е моментално најважно во Словенија е тоа дека имам голем достап до ресурси. Ресурси од типот на тоа што самиот факултет дава пристап до одредени медиуми кои при тоа би требал сам да си ги платам, дали е тоа научни трудови, стати, многу голем дел од библиотеките дозволена и бесплатна или намалено плаќање за користење на книги, за користење на простор за учење кој патеме одлично опремен, самите библиотеки се одлично опремени, дали тоа значи пристап до книги и материјали од самиот факултет кои се
добро организирани, добро направени, самите професори кои предаваат се добро подкрепени. Мислам дека на студентот е многу важно да му се даде тоа што го имаме на располагање, па дури и повеќе од страна на професорите, а единствената работа на студентот е само да има желба да учи, да сака да се развива. И ако тоа се постигне, мислам дека голем број на предизвици ќе се надминат ако се работи на давање на ресурси. А како втори предизвик што е поголем, би го извел недостатокот на инфраструктура, односно простори за студентите за учење, односно кои што се мали капацитети на читалните, така што овие се двата поголеми предизвици со кои што се соочуваат студентите, но иако ги има и други. Како може нашата иднина да биде европска? Па многу едноставно. Треба да преземаме добри пракси од универзитетите ширум Европа и да ги имплементираме кај нас. Почнувајќи од модернизирање на наставата, односно поведување на практична работа, обновување на лабораториите, потоа дигитализација на образовниот процес, обновување на литературата, реновирање, подобрување на животот, квалитетот на живот во студентските домови, воведување можности за студентска работа, намалување на партиципацијата за студирање и голем број други добри пракси кои што може да ги превземеме и да ги имплементираме кај нас и е можно да ги имплементираме кај нас од универзитетите ширум европските метрополи. За подобра иднина на студентите, аз би рекла да се стави акцент на научно-истражувачката пракса, едукација, семинари, симпозиуми од светски рамки, значи соработка, стекнување и разменување искуства со колеги од европски држави. Кога станува збор за иднината, сметам дека желбата за развој и напредок веќе постои кај нас и дека имаме поставена основа, меѓутоа пак ќе се навратам на тоа дека ресурсите се многу важен дел. Тоа да му се даде на студент пристап е многу важен дел. Мислам дека иднината е замислувам во тоа што голем дел на нашите професори, голем дел во нив ќе се инвестира, самото министерство, самите влади, па дури и организациите ќе работат на градење на кадарот. Во Словенија, ако земеме за пример, дел од моите професори, ако не и најголем дел, кои се главни носители на предметот, имаат завршено можеби еден и повеќе докторати, имаат предавано на реномирани факултети, работено со високи професионалци и сето тоа им дава искуство и за подобра работа со студентите. Сметам дека инвестирањето во образованието е клучен фактор за нашето општество, за напредок и развој и градење на уште поквалитетни студенти, затоа што имаме многу добра основа, имаме многу добар начин на размислување во одредени работи, меѓутоа образовна потпора е исто така страшно важен дел. Мојата желба за подобар студентски живот е нашиот студентски живот да се доближи до нивото на оној студентски живот на нашите врсници од Европа, односно тоа подразбира подобрување квалитетот на живот во студентските домови, понатаму отварање нови капацитети кои што може да се користат за учење како читални, опремување на лабораториите, поголема соработка на универзитетите со приватниот сектор, односно усогласување на студентските програми со потребите и барањата на приватниот сектор. Во однос на финансиите кои се издвојуваат за сместување и поддршка за студентски оброк во студентски дом е одлична. Би предложила да има студентски град, комплекс кој би ги задоволил потребите на студентите, например студентска стручна библиотека, современа читална библиотека, перална, меза, кои би биле достапни 24 часа. Мојата желба за подобар студентски живот назад дома е многу едноставно. Никогаш не сум го исклучил фактот дека би се вратил назад, затоа што навистина дома си е дома и ништо не може да го замени. И мислам дека мојата единствена желба е многу повеќе да се инвестира во населението, во граѓаните, во општеството, во развој на концепти, во развој на новости, трендови кои веќе влија, да речеме под наводници, на западот.
ако го земеме за пример, а се уште не се донесени кај нас, да се инвестира во нив, да се работи на тоа, затоа што паметот на студентите во тие новости, трендови кои ги следат онлайн, ако тоа им се даде уште повеќе, верувам дека уште повеќе тие самите ќе се развиваат и нивниот живот ќе биде уште подобар. Мислам дека многу е важно и во тоа да се инвестира. Сепак пак на крајот на денот станува збор за инвестиција во кадарот, во студентите, во инфраструктурата, во практичните материјали за образование и сето тоа допринесува за развој на животот, за развој на животниот стандард не само на студентите, па и на населението. Истите тие луѓе се тие што би сакале подоцна би сакале да останат во државата и да работат. Во Македонија годишно има по околу 50.000 студенти. Инвестирањето во кадарот, во стручноста, во домовите, во ресурсите, вработувањето е инвестиција во сите студенти.